Актерите на ова наша куса телевизиска приказна се Трајанка и Круме Јовчевски од Охрид, кои по начинот на својата свадба во 1944 година, додека се уште татнеа топовите и се пролеваше крв, влегоа во аналите на историската белетристика. Попатна реконструкција со помош на нивни искажувања и телевизиската драма Прва вечер, ќе се обидеме да ви го доловиме времето и просторот на дејствието. Јас се запознав со Крумета 40-та година. И така водевме љубов. Меѓу време и ние живеевме во Тетово. После дојдовме во Кичево и од Кичево дојдовме во Сливово. И дедо ми кај баба ми тука живеевме, бидејќи во 43-та година ни запалија куќите. И ние немаше кај да живееме, отидовме на станица железничка, затоа што татко ми беше службеник. Во тоа време морав да се оженам јас, бидејќи беше мојата фамилија, мајка ми умрена беше, ние, јас и татко ми бевме машки, сестра има мала и принуден бев да се женам. Ја побарав Трајанка поред со стројници, отиде некој стриковци мои и татко ми. И така Круме сакаше да ме земит, али мајка ми и татко ми не ме даваја, бидејќи имав брат и сестра постари. А од сестра ми вереникот ја беше заробен во Германија. И тој ги одби, рече, нема да те давам додека не се мажи сестра ти постара. После се објави војната, почна, јас бев илегалец, соработник на покретот, иначе секретар на партијата во овој крај, во Горна Дебрца. Комуниста бев од 12.8.42 година. Значи, примен бев од другар Ванчо Будловски. И почна да работа и формирав групи во сите села скоро.
Дојде веќе 44-та година. Ратов си тече. Богомилскиот поход отиде заправо замина бригадата, останаме ние пак сами тука. И во тоа време се одлучивме да се заемиме со другарката. Тој си напишав едно писмо јас. И чим ја напиша писмото, таа се сложи. И еден ден праќа еден братучет негов, кај нас да дојде, вика, пошто бил сам и така, нема дома кој да му припрема јадење, партизани иделе и едно и друго и така. Ти треба да одлучиш да дојдеш за мене, јас вака не можам. И јас ми пишува во писмото, вика, мораш да дојдеш, ако не излезиш вечерва, вика, ние ќе влеземе и ќе те земеме со сила. Јас се размислувам што да правам сега. Незгодно ми е така да избегам. Се враќам во станицата дома, моите родители веќе разбрале и плачат. Како да ја дајме така пред сестрава, а брат ми учеше, студираше. Кога се сложи она, ние моравме да бидиме сигурни, оти да не се обрукам, да не станит, да ја не дадат по право. И на крајот, ние едно 10-15 души, како што се бевне наоружани, кој од одбор беа, кој брачеди мои, сите беа наоружани. И рековне, пошто пото ќе да ја земеме. Земањето беше од станицата железничка во Сливово. И овие се договориле, се спремиле, се наоружале, па можда имаше 2-13 души, со пушки, со пиштоли, све. Ќе ме земаат, али онака како бегалка. Собрани тие и дојдоа навечер околу куќата, веќе моите родители разбраја. Разбраја моите родители и не ме пуштаат надвор да излезам. И јас реков, нема да излезам, ќе им кажам друг пат тоа да биде. Јас излегувам надвор, пред вратата моја стоите еден другар на крумета, тој Павле Поповски се вика. Јас реков, нема да излезам, не можам друг пат. Вика, излегувај, сите сте наоружани, ќе влеземе внатре и ќе те земе. Ќе настанит голема гужва. И сваѓа и едно и друго и све. И тој ме фати за рака, ме префрли преку таравите и во тоа време излегува од сите страни наоружани. Тргнавме и почнаа веќе да пукет. А вамо во Врбјани, во селото, приготвено све, сите знаат дека Круме вечерва ќе се жени. Уште да грмеа белчишкине тапани. Преку 9 планини да се чуеше, оти Сандре се жени. То ти е, свате. Што се рекло, свадба без свирки и без песни. Колку аде да се стори. Што да правиш, Недо? Времето е такво. Место тапани топови грмат. Тие со топовите гробови си копаат овде, чичко Божине. А ние пак се си пееме партизански песни сред село. Чуте, Господ Ќерко. А сега една убава песна. Само тивко. Ај. На 31 јануари ја зедов другарката Трајанка. На 9 јануари ја
беше свадбата, на 10-ти доаѓањето беше на походот од Богомилскиот поход. Така да во тоа време се обави свадбата во неделата, венчавањето, веселба. Ајде да се кердоса! Амин, 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 амин. Нека е среќно и вековито. Да ти се полни куќава деца, недо. И во ваши куќи. Амин. За синови, за ќерки, за внуци. И на ваши глави. Благодариме, тетке. Хајде, напите се. Свадбата, значи, отпочна така, веселба, добро, све, отидовме на венчавање, се венчавне, се вративме назад и еден дел од храната што беше припремена за сватовите, отиде за другарите кои беа дојдене од Славеј, тоест од одредот, за да се снабдат горе кои беа ранети, болни и така другари. После тоа, значи, вториот ден, веќе почнува вториот ден, тој настана една веќе гужва. Идат од Богомилскиот поход другарите, група од 30 на души, идејќи вамо право иделе према мојава куќа, кај што беше свадбава. Но пошто чуле дека ѓурултија има, дека има врева, они се повлекли и отишле ке Павле, ке мојот другар, зашто се познаваме ние. И Павле и Круме бевне скоро исто. Ние бевне другари, во одбор заедно работевне, а и другарите тука живеа од прва македонско-косовска бригада. Така да, они право отишле во куќата на Павле, ама кога дошле до куќата, портата затворена е. И Крсте од куќата стрикому на Павле, кога и видел, тој не видел дека се партизани, тој рекол германци се. И скакат од задниот дел на куќата и дојдоа до кај нас. Ми кажува мене, вели, слушај, дојдоа германци. Кој е? Јас сум. Клим. Германците идат. Треба да свастиме се пред да почнат петрец. Сигурен ли си, Клим? Не губи време во прашање ми побрзо. Слушај, кај Митрета сум. Таму ќе се најдеме. Добро, Клим.
во тоа меѓувреме, значи, кога се приближи Павле Брајовиќ, скоро го познав и викнав јас, стој, кој си? Јас сум партизан, рече. И во тоа време, значи, отидов, се изгушив, не, чисто се расплакавне, и така ситуацијата се смири, и знаеме дека се другарите тука и сместени се тука. Вака и вака работа. Идеме до овде, не пратеа, значи, бугарите, до Турие, а пак ние веќе дојдовме вамо. Не берите гајле, све е во ред, сместете се тамо и чекајте. Павле, што се случило? Оди сега. Имаме ранен човек. Донеси преврска и нешто за јадење. Веќе 3 дена како за вакво сте не сме ставили. Добро. Веднаш. Сандре, што се случи? Нашите. Партизаните дојдоа. Ами германците? На Климе веројатно му се пристори да помагаат. Ами на вистина, ако дојдат? Не плаши се. Сега нима повеќе. Сандре, Нема време за губење. Има ранет, а и гладни се. слизам во избата да земам отавити од погачи. Добро, само слушај. Кажи на Менче, само внимателно. Нека донесе преврски и лекови. Ајде. После известно време, значи после сат, два или така, точно времето не го ценевме, не знаеме колку е, се појавија од негде германци. Германци ве идат, дошле до куќа и тие сетиле ке што имат веселба некоја. И понудиле, заправо рекле, слушајте, да влезиме, пошто е свадба на некој што изстреле, да влезиме да изчеститаме на невеста дали може. И тие им одобриле, а веќе ние не бевне тука, веќе бевне склонати во рекава, во Трапов. И германците сакаат да ми честите дека на невестата да се качиме да ја честитаме. Меѓувреме, Зетов не се наоѓа тука. И се качуваат горе, тука во собата, и дојдоа да ми честитат. Али еден другар на Крумета, кој што знаеше малку германски, се разбираше нешто и го прашуваат него каде е Зетот. А тој го представува еден друг човек. Ова е Зет, а тој им расправа. Вика, сакаме да ја честитаме. Добро, реков, може да ми... Само реков, на германци рака не бацувам, као невеста онака. И така останаја тука, се послужија, се почестија, сето тоа. И после излегоја. Во тоа меѓувреме, ние организиравме да се германците повлечат едната таа групата. Само тројца дојдоа германци, што и честитаја, а другите заминаа према сред селото, тоест према другиот крај на селото, а тоа го организиравме ние, организира организацијата да се одмакнат поиќе од овај крај кај што се партизаните. Така да тие заминаа према крајот на селото, ако саке желба, ако им е да останат тамо, да останат на крај село, така да не се врзиме со групиве од партизани. Затоа што беа две групи, реков, едната беше од Богомилскиот поход, а другата група беше од Славеј за одржавање врска и храна на болните и другите што беа во базата. И партизаните голи, боси, гладни, една недела нејадени, снег голем, 2 метра снег имаше. И сега што да правиме, ние храната сета, имавме 40 кокошки, едно теле заклано, и така и луѓето други гостите што дојдоа, што донесоа погачи, тепси, едно друго, све се пренесе на партизаните. 1 месец, 2 месеци, 3 месеци, 4 месеци, 5 месеци, 6 месеци, 7 месеци, 8 месеци, 9 месеци, 10 месеци, 11 месеци, 12 месеци, 13 месеци, 14 месеци, 15 месеци, 16 месеци, 17 месеци, 18 месеци, 19 месеци, 20 месеци, 21 месеци, 22 месеци, 23 месеци, 24 месеци, 25 месеци, 26 месеци, 27 месеци, 28 месеци, 29 месеци, 30 месеци, 31 месеци, 32 месеци, 33 месеци, 34 месеци, 35 месеци, 36 месеци, 37 месеци, 38 месеци, 39 месеци, 40 месеци, 41 месеци, 42 месеци, 43 месеци, 44 месеци, 45 месеци, 46 месеци, 47 месеци, 48 месеци, 49 месеци, 50 месеци, 51 месеци
Kako ti je, Mitre? Dobro je. Poveli, Pavle. Aman bre, Sandre. Ti kako na svadbu me pričeka? Ako. Povedite drugi. Poveli. Poveli. Zemi, Pavle. Slušaj, htio da vidim što stanova sa prevrstkite likovite. Se vraćam vednaš. Менче, да не те забележа. Не. А на другарите нито збор за свадба. Зошто? Нека одмораат без обзира кон нас. И после тоа, моите дарови, што беа припремани за роднини пријатели, им ги дадовне све на партизаните. И облековне она што имавне, што можевне. Те чекаме за Климевата куќа. Готови сме за тргнување. Добро. Да одим. Почекајте. Стојанке. И ти овде, Стојанке. Во ова време. Сакам да ве дарувам, другари. Денеска свадба правевме јас и Сандра. Тежок пат ве чека. Се најдат во студот. Благодарам. И за. Благодарам. Не грижи се, Павле. Мојот Сандре добро го познава патот. Повели. Благодарам, Стојанке. Среќен пат. Тргаме, другари. До гледање. Среќен пат. Благодарим. Среќен пат. Благодарим на вас. Ова е само една мала драма што се случи во револуционерната Дебрца.
А колку ли драми остана недопишани и ненапишани, оставајќи ги своите белешки по благите падини на овој крај. Денес Трајанка и Круме ги минуваат пензионерските денови, шетајќи често крај Охридското езеро и присетувајќи се на тој интересен настан од својот живот.